Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва ќе разговараме со градоначалникот на една од најубавите општини во Македонија и пошироко, меѓутоа и најголемата општина во Македонија. Вечерва со нас градоначалникот на општина Кисела Вода и председател на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Орце, добро вечер, добре те најдов. Добро вечер, Валентин. Благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Благодарам на можноста. Навистина ми е често вечерва ќе разговараме за една од, како што кажав, најубавите општини во Македонија, тоа е Кисела Вода. Ајде вака едно ретроспективно прашање, бидејќи така ги започнам сите подкасти со градоначалници, да ни откриете што наследивте кога ја преземавте општина Кисела Вода. Па добро, малку во последниот период се зборува за тоа што сме наследиле, бидејќи мора да истакнам дека нивото на општината е сериозно подигнато од моментот кога ја превземавме ние со администрирање, јас и мојот тим пред некаде повеќе од 3,5 години општината. Она што го наследивме првенствено беше огромен финансиски дефицит, над 3,5 милиона евра долгови во општината. Практично целата инфраструктура патна беше во катастрофално лоша состојба во било која од населбите во општината. 15 населби имаме ние, 15 населени места. Дополнително над 400 беше листата на чекање на деца во градинките. Училиштата беа во катастрофални лоши услови. Нешто што многу често го говорев во тоа време, речиси да немаше место каде младите можат да спортуваат во минатото. Салите кои што беа останати беа во катастрофално лоша состојба и дополнително немаше во Кисела Вода ниту еден парк каде што можат од најмладите до највозрастните да го поминат своето слободно време. Горд сум на она што го постигнавме изминативе повеќе од 3,5 години откако ја водам општина Кисела Вода. Успеавме, како што споменав, да од една општина на маргините која што беше во минатото, да бидеме денес пример и да се зборува за нас во суперлатив. Многу од проектите кои што ние започнавме да ги реализираме практично и се прелеа низ целата држава во многу други општини да започнаа да се спроведуваат, како мерката униформа за секој ученик, тоа го започнавме ние во наше време. Листите на чекање за кои што сум исклучително горд за градинките се веќе сведени на нула, а градиме 3 градинки паралелно. Во секој училиште има услови за младите да спортуваат, за да градиме здрави спортски генерации и ако збориме за еден од подрагите проекти кој што го одбележал моето време од 4 години, би го споменал и бисерот на Кисела Вода, тоа е салата Расадник, која што е во напредна фаза, каде што има интензивни градежни активности, која што до крајот на мојот мандат треба да служи за место каде што ќе се врати ракометниот клуб Вардар, каде што практично и тоа е нивниот дом, односно ракометниот клуб Вардар своите почетоци ги има започнато токму во салата Расадник. Баш следствено на моето следно прашање ја напоменавте салата Расадник. Кои беа, да речеме, вашите приоритети во предизборната кампања за општина Кисела Вода, кои што веќе се реализирани во овој мандат, мислам досега овие 3,5 години? Па суштински важно беше за мене најпрво да ја завршиме подземната инфраструктура. Тоа се проблеми кои што беа наследени 30 на години назад, 40-50 во одредени населени места, каде што не се обрнало доволно внимание од страна на минатите градоначалници, минатите власти во општина Кисела Вода и каде што граѓаните ги нема основните хумани услови за живот. Тоа го ветив во предизборието и практично со населбата Стаклара. Во моментов завршуваме со последното населено место кое што треба да биде покриено со подземна инсталација, таму фекалната канализација ја завршивме. Сега, благодарение на владата, благодарение на Министерството за животна средина, подпишан е договорот за водоводната мрежа и со тоа практично го завршуваме циклусот на подземна инфраструктура, односно инвестирање под земја. Иако огромни средства вложивме изминативе 3,5 години на тоа поле, на тоа прашање, речиси да немаше населено место каде што дали направивме реконструкција и на постоечката или пак
донесовме нова подземна инфраструктура во одредени населени места, но тоа е нешто што го работиме, а не се гледа, малку се гледа и не е видливо толку многу. Така да исклучително сум горд што првенствено она што представува основни хумани услови за живот и стандарди за едно населено место да функционира нормално во 21. век го овозможивме. Понатаму патната инфраструктура, многу често и го споменувам тоа во јавноста, во минатото имаше низ шега го кажуваа моите сограѓани, но и многу лица од јавниот живот дека концептот на кисела вода со улиците е еден голем голф терен. Практично и да немаше улица која што не беше со дупки или беше во катастрофално лоша состојба, имаше многу патна инфраструктура која што недостасуваше, особено во Пинтија, во Драчево, во Припор, каде што граѓаните во 21. век газеа кал. Изминатиот период практично нема населено место каде што немаме инвестирано во патната инфраструктура и тоа многу повеќе од она што сме го ветиле во програмата. Еве ако го земам Пржиново предвид, еден од моите први проекти беше реконструкција на сите улици во Пржино, а во програмата имавме ветено дека само 3 улици ќе ги реконструираме или подстаница населба во Драчево беа реконструирани сите улици. Сите улици беа и во населбата Драчево реконструирани. Сите улици, имаме уште 2 сега периодов треба да ги довршиме, во Усија беа реконструирани, во Градинар и да не набројувам населба по населба, во Пинтија одводната мрежа беше завршена, сега со средствата од владата ќе ги реконструираме сите улици, практично да нема населено место во општината каде што не се решила патната инфраструктура и тоа се решија при тоа големи сообраќајници. Пример ќе ја земам улицата Ѓорѓи Димитров, срцето на кисела вода, улица која што 50 на години не била допрена од некој, ниту пак се помислувало за реконструкција, беше изработен проект за реконструкција од наша страна со проширување на истата, некаде за 4 метра се проширува на првиот дел кај домот за слепи лица, така да ќе прерасне во една ултрамодерна сообраќајница која што ќе ги исполнува сите стандарди, првенствено тротоарите да бидат достапни за граѓаните, да може слободно да функционираат лицата кои што се движат по тротоарите, подоцна велосипедска патека ќе има на целиот потек, нормални услови за паркирање ќе има на истата и секако коловозот ќе биде обезбеден онака како што треба да функционира. Тоа е во делот на инфраструктурата, инаку колку што имаат инвестирано кумулативно сите градоначалници во минатото 30 години во подземната инфраструктура и во патната инфраструктура, ние имаме инвестирано изминативе 3,5 години. Ако збориме низ бројки, патна инфраструктура е над 70 километри во кисела вода. Тоа е приближно да отидете до Велес и да се вратите назад, што значи дека бројките говорат за нашиот ангажман изминативе години. Еден од главните пилари на кои што сериозен фокус дадовме од почетокот, ги споменав и градинките. За мене беше неприфатливо да еден млад брачен пар не може да го запише своето дете. Тоа повлекува и други работи, нели? Не може да се борат за екзистенција, не може да работат младите брачни парови, едниот мора да е со детето и така натаму. Како што споменав, листите беа над 400 на чекање. Инвестиравме доста изминатиот период во доградба на постоечките капацитети, доградувавме нови во рамки на истите, проширување на истите, но и градба на нови градинки. Во Усија за прв пат има детска градинка изградено во наше време, односно воведовме концепт каде што во секое населено место нашите заложби се да има детска градинка. Онаму каде што, како што споменав, имаше веќе постоечки капацитети, се потрудивме да ги зголемиме и секако онаму каде што дозволува условите за да се гради нов објект, влеговме во изградба на таквиот објект, така да во моментов негде околу 40 има дечиња кои што се на листите на чекање, но градиме 3 градинки. И тоа, едната е градинката Верверичка во градинката Весели Цветови непосредно до општината, односно до основното училиште Невена Георгиева Дуња, кое што е во финална фаза и ќе има капацитет од 120 дечиња. Во Расадник за 120 дечиња градиме нова градинка и во финална фаза ни е градинка во населено место Подстаница, исто како и во Усија. Таму за прв пат ќе има нова градинка, што значи не само што ќе ги сведеме листите на чекање на нула,
туку и квалитетот на воспитување и изгрижување на дечињата во претшколска возраст ќе го кренеме на едно повисоко ниво. Знаете, и на негователите не им е сеедно дали работат со 30-35 дечиња во група или пак ќе треба да работат со 15 до 20 дечиња. Фокусот ќе им биде поголем, а со тоа и подобар третман ќе има за децата во кисела вода, што значи дека ако еве ги ставиме на крајот на денот сите проекти, мене ми се драги, многу ми беше драго и во одредени населени места, знаете, после многу години, се тоа е несвојствено за во 21 век да го говориме, но граѓаните чекале вода да добијат за пиење. Знаете, чешмата која ќе потечеше со вода, тоа беше од една страна шок за сите нас, затоа што некој во 21 век немал основни хумани услови за живот. Но ми се драги тие проекти затоа што знам дека на крајот на денот граѓаните го добија она што го заслужува, конечно после долги години чекање, после долги години молење и лажење од страна на локалните власти. Но тука некаде и по приоритети ми е и ова што го решивме како проблем, а беше поврзано со градинките. Така да ќе продолжиме во таа насока, имаме уште некаде околу 5 месеци до крајот на мојот мандат, имаме доста проекти кои што ни се, како што ги споменав, 3 објекти од градинките во финална фаза на реализација, некои ќе ги отпочнуваме до прва, што значи дека градежната експанзија продолжува кај нас до крајот на мандатот. Градоначалник, во однос на тоа дека до крајот на вашиот мандат има уште неколку месеци, односно до изборите, што може да очекуваат граѓаните на Кисела вода, односно жителите ново во општината? Па првенствено нема да има ниту едно населено место со несредена, народски кажано, патна инфраструктура. Тоа е важно. Кога веќе подземната инфраструктура ја завршивме, патната инфраструктура треба да е довршена и тоа ќе биде еден од проектите кои што ќе ги дореализираме до крајот на мојот мандат. Имаме, како што ги споменав, градинкиве неколку отпочнати проекти кои што треба да ги довршиме во наредниот период. Ние градиме ново училиште во село Драчево за прв пат после 100 години. Таму имаше училиште кое што не ги исполнуваше стандардите. Градиме ново, ултрамодерно училиште по сите стандарди во рамки на дворот на постоечкото училиште, а старото ќе биде преадаптирано во музејска поставка. Дополнително ги прошируваме, започнавме веќе со градежни активности основното училиште Кирил Печиновиќ, а за многу скоро започнуваме и со проширување на Невена Георгиева Дуња. Зошто се прават тие проширувања? Затоа што мојот концепт е да сите училишта во Кисела вода функционираат единствено во прва смена. Тоа е попрактично многу и за децата, кои што имаат логички поголема концентрација на утрина, односно до пладне, доека би ја следеле наставата, а попрактично ќе биде и за родителите, за да можат после завршување на работните обврски да си ги земат своите дечиња од училиште. Тоа е едната димензија, но втората димензија е сето тоа ќе генерира сериозни заштеди кај нас како општина, како локална самоуправа, заштеди директни во училиштето. Ние веќе спроведовме еден проект за поставување на фотоволтаици на сите училишта во Кисела вода, а сега сме во фаза на припреми за сите градинки да добијат фотоволтаици и кога ќе ги земете во предвид мерките со фотоволтаиците, ние имавме пред 2,5 години сериозна енергетска криза, каде што сметките неколкукратно се зголемуваа и тоа навистина беше сериозен удар и за училиштата, но и за локалните самоуправи секаде низ Македонија. Поучени од сето тоа, за да не се случи нешто такво во перспектива, сега нема најави за нешто такво во блиска иднина, но ние треба секогаш да сме спремни. Откако ја спроведовме таа мерка, некаде ќе имаме повеќе од 40% заштеди и дополнително кога ќе земете во предвид дека и само едносменски би работеле училиштата, тоа би значило кумулативно сериозни средства кои што повторно ќе се реинвестираат во училиштата, односно средување во истите училишта. Сите училници во Кисела вода се за прв пат опремени со смарт табли и смарт уреди, за децата да можат да ја следат соодветно наставата. Униформите ги споменав и за прв пат откако јас сум градоначалник за социјално ранливите категории, кога сме кај училиштата да споменам,
за социјално ранливите категории, еднородителските семејства и дополнително сите талентирани ученици, но и спортисти ги испраќаме на камп. Тоа го финансира општината. На тој начин и се здружуваат дечињата и сите оние кои што немаат можности од дома, помагаме да го искористат летниот распуст за одмор со своите другари, но и да се зближат меѓусебно, да се запознаат и секој од секого нешто да научи во перспектива. Јас би сакал сега во овој дел на овој сет на прашања да се осврнеме на помошта која што како локални самоуправи ја добивате од владата, што ја нарекуваме со една финансиска инекција. Колкаво е значењето за вас како градоначалник, меѓутоа и за жителите на општина Кисела Вода, оваа помош која што ја добивате од владата? Колку значи? Па прво морам да споменам дека за прв пат неселективно средствата стигнуваат до секоја локална самоуправа, односно до секое населено место, што не било случај изминатите години. Исто така за прв пат мора да се спомене дека толку голем финансиски инпут добиваме ние како општини. Тоа е втората димензија која што е многу значајна. И третиот сегмент кој што исто така мораме да го споменеме е дека локалната самоуправа заедно во координација со граѓаните одлучува каде ќе ги инвестира средствата, но важно е да биде капитален проект. Значи, на најдемократичен и на најтранспарентен начин, за прв пат во историја, конечно општините се помогнати на ваков начин. И за тоа сме благодарни на владата и на премиерот Мицкоски. И како значи оваа помош. Ако земете во предвид, Кисела Вода од првиот лот, тоа беше минатата година, добивме некаде над 2 милиона евра. Средства со кои што инвестираме во 4 сериозни капитални проекти на територија на општина Кисела Вода. Значи, да го споменам, речното корито за прв пат се прави на Мала Рада во Драчево, нешто што во перспектива ќе генерира заштеди, бидејќи нема да мора да се чисти секоја година речното корито од вегетација, бидејќи ќе биде поплочено со бетон истото. Дополнително доградба на училиштето кое што ја спомнав Кирил Печиновиќ, ја правиме со лотот од тие средства. Реконструкција правиме на патот за Пеленица. Така што генерално се инвестира во капитални проекти или во нешто што 30 на 40 години граѓаните го барале, може би во некои општини имало за реализација на ваков тип на проекти и проекти изготвено, но немале поради фискалната децентрализација таква каква што е, за која што јас како претседател на ЗЕЛ се залагам да ја промениме. И еден начин на промени на фискалната децентрализација е токму ваквиот тип на инвестирање од страна на централната власт према локалната на средства, односно алокација на средствата, и како ги решаваат проблемите на граѓаните. Многу беше важно што не се правеа екскурзии, како во минатото народски кажано, да се бришат долгови или пак владата да одлучува во која општина колку средства ќе припаднат, бидејќи така оставате простор да одреден министер или представник од централната власт кој што е поблизок со одреден градоначалник го фаворизира на сметка на другиот кој што би добил помалку средства. Значи, ова е најправилниот и најдемократскиот, најтранспарентниот начин на кој што владата ги помага општините, односно владата преку општините реализира проекти за секој еден граѓанин во нашата држава. При тоа уште еднаш ќе нагласам, проектите ги одлучува локалната самоуправа во дослуг со населението. Од вториот лот ние имаме 18 проекти, од кои што дел ке споменам од нив. Во Кисела Вода 30 на години се говори за здравствен дом или за поликлиника во урбаниот дел. Конечно, после 30 години ќе започнеме до крајот на мојот мандат ќе биде постојан камен темелник на поликлиника во Расадник. Тоа било незамисливо и се уште кога разговараме со граѓаните, многумина со доза на недоверба го гледаат тој момент, затоа што се лажени многу години наназад. Така да, еден од проектите кој што би бил круна на мојот мандат е токму оваа поликлиника и како што споменав, имаме уште еден цел сет на
проекти со кои што аплициравме, чекаме одлука нели од страна на владата па да бидат распишани тие постапки. Исто така во овој лот е и канализацијата Бабендол. Влади во минатото ја ветувале, премиери застанувале пред камери да ветат, но ништо немало до денес. Благодарение на владата, благодарение на премиерот, конечно во припор Бабендол ќе биде решена канализацијата и граѓаните ќе добијат соодветни основни хумани услови за функционирање. Таму има постоечка мрежа, но не ги задоволува капацитетите кои што треба да ги задоволи на населението. И имаме доста проекти поврзани со инфраструктурата од овој лот кој што ги аплициравме, така да се на се еден сериозен градежен бум, дополнителен на она што ние го работиме како општина во периодов кој што следи ќе има во Кисела вода. Градоначалник ги практично ми го одговоривте и следното прашање, односно тоа беше со колку проекти аплицираше општината Кисела вода на повиците од владата. Би сакал тука сега да се да го заклучам она што го говоревте вие, дека буквално со оваа помош од владата се решаваат децениски проблеми кои што ги имале граѓаните во општините. Сега како предпоследно прашање би сакал да ве прашам дали може да одвоите кои се проектите со кои што се гордеете што ги имате изработена во вашиот мандат или би се завршиле до крајот? Па не би набројал еден или два проекти. Значи ги споменав градинкиве, решавањето на условите во тој дел, хуманизација во општината, а тоа е да во секој населено место има вода, има одвод, има патна инфраструктура каква што заслужуваат, подобри услови во образование. Апсолутно децениски напредок направивме во делот на образование и стандардите кои што ги поставивме во основното образование, нешто што недостасуваше. Подоцна спортските сали и спортската инфраструктура, да имаме здрава младина, доста се инвестираше таму, не и во населените места каде што не ни се помислувало дека ќе има фудбалски терен, изградивме спортски сали, така беше примерот со Пинтија, во Припор во подрачното училиште за многу скоро започнуваме со изградба на спортска сала и во Насал во Драчево во Кузман Шапкарев, а во финална фаза на припреми сме за почнување на градежните активности во Кузман Јосифовски Питу, во Долното училиште во Кузман. Во секое населено место денес во Кисела вода има парк и место за рекреација од најмладите до највозрастните. Нешто што недостасуваше во минатото. На тој начин сериозно го кренавме стандардот и условите за живот на граѓаните ги доведовме до едно многу повисоко ниво. Граѓаните почнаа да се сакаат својата општина. Во минатото за викенд родителот и детето требаше да отидат во некоја соседна општина за да може да го прошетаат детето. Денеска тоа може да го направат во својата општина, во своето населено место. До крајот на мојот мандат ќе продолжиме во инвестиции на нови детски катчиња, на реконструкција на постоечки детски катчиња, спортските сали ги споменав и се она што значи подобрување на условите за живот во општината. Дополнително, социјални мерки, односно помош на ранливи категории на граѓани. Имаме спроведено десетици мерки изминатиот период од повеќе од 3,5 години, како никоја општина досега и како никогаш Кисела вода тоа што не го направила. Одговоривме, сметам дека на предизвикот да ја вратиме само довербата кај граѓаните и како што споменав да граѓаните почнат да се сакаат својата општина, што не беше случај во минатото и вие како поранешен жител на општина Кисела вода знаете кои беа условите тогаш, кои се условите денес во кои што живееме. Спречивме носење на дуб во расадник со 99 згради. Многу малку го споменуваме тоа последниот период, но тоа беше една од потешките битки која што од почетокот на мојот мандат ја водев заедно со мојот тим и успеавме во тоа. За прв пат после земјотресот, односно после меѓународниот конкурс Кензо Танге кој што го има работено за Скопје, спроведовме меѓународен конкурс за идено решение на расадник, но и во Црниче и во Пржинот, како сум јас градоначалник, нема изградено А1, односно нема издадена дозвола за А1 со повеќе од 4 стамбени единици. Нешто што беше сериозен предизвик, ако се свртиме наназад и погледнеме како било пред 3,5-4 години или како било пред 8 или пред 10 и како е денес. Така да зборот докажавме дека вреди кај нас.
Докажавме дека врвен приоритет и единствен приоритет за нас е граѓанинот и како таков го задржавме тој примат до крајот на мојот мандат. Градоначалник, како за последно прашање и навистина и доста има проекти кои што и не ги споменавте, исто така би сакал да ја напоменам една според мене и навистина многу важна помош која што ја зголемивте оваа година, ако не се лажам, тоа е за субвенции за првородено дете, субвенции за велосипеди, клими, така натаму да не ги набројувам. Има големи проекти кои што и не ги споменавме, меѓутоа кои што некои проекти кои што поминавте и не се гледаат, но со суштинско значење за жителите. Како последно прашање би сакал да ве прашам дали тоа што последниве години, да речеме, тоа што сте председател на ЗЕЛС, ви даде, да речеме, дополнително искуство или на искуство кое што како градоначалник ви помогна во работата со ЗЕЛС? Како би го оцениле тоа? Поврзани се двете работи едната со другата. Знаете, како градоначалник мора да се трудите да најдете секогаш начин да го решите проблемот. За мене не постои проблем кој што нема решение и тоа е максимата која што ме води низ животот. Како ЗЕЛС и председател на Асоциацијата на градоначалници на целата држава, имате многу повеќе контакти, многу повеќе искуства споделувате меѓусебно, градите пријателства, мостови и директно влегувате во коштец со одредени проблеми кои што се помеѓу централната власт визави локалната самоуправа. Доста напредок постигнавме и на тоа поле. За прв пат после 20 години се подпиша меморандум за соработка со владата. За прв пат започнавме законски измени и ЗЕЛ се слушнат и видлив како што не бил никогаш во минатото. Ако говориме и за начинот на распределбата на средствата кои што владата ги трансферира до локалната самоуправа и тоа го направивме во координација со председателот на владата, морам да истакнам дека неспоредлива е состојбата од минатото и денес, не дека јас сум член целиот свој живот на ВМРО ДПМН и припадник на оваа политичка партија, со минатата влада не беше замисливо да се седне на маса и да се преговара. Тоа не е случај денес. Ние сега сме слушнати, нашиот глас има тежина, и нашиот глас на некој начин добива внимание од страна на централните власти и ги правиме промените. И тоа е евидентно. И тоа може да го потврдат и градоначалници кои што се од редови на ВМРО ДПМН и од редови на Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ и од ВЛЕН и од сите останати политички чинители во нашата држава. Градоначалник, јас ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Навистина ми беше драго да разговараме за сите оние проекти кои што се реализирани, моментално се реализираат и ви се во план во иднина да се реализираат. Ви посакувам сета среќа и посакувам секој еден проект да ви биде реализиран во иднина. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечера разговаравме за општина Кисела Вода со градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Многу реализирани проекти, децениски решени проблеми и тука не запира, продолжува и понатаму. Вам ви благодарам за вашето внимание, а ние се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро.